Понеделник вистинско време за емисијата Спортодром со Мики. Тема ни се актуелностите поврзани со спортската 2020-2021, како измина таа спортска сезона, меѓутоа и најавите за спортската сезона која што е пред нас, онаа 2021-2022. Ги одработивме фудбалерите, значи ги имавме првите луѓе на ГФК Тиквеш, на Локомотива Градско, имавме разговор со КК Евроникел, имавме разговор со КК Трокал, но никако не смееме да ги заборавиме ракометарите на Градскиот ракометен клуб Тиквеш. Сега, јас ќе се скријам малку зад дрво, па пак ќе се појавам, за да можете во меѓувреме да го видите и мојот денешен соговорник. Денеска нагости во Спортодром со Мики господинот Зоран Јосифовски. Јас функции постојано мешам и затоа ќе речам алфа и омега на Градскиот ракометен клуб Тиквеш од Кавадарци. Тоа алфа и омега подразбирам човекот кој што ги брка сите работи кои што не се за на терен. Добро се може и така да се каже, иако поточно тоа би го дефинирал без функција, но кој што сака да помогне ракометот повторно да биде спорт број 1 во градот. Ако треба, Зоран Јосифовски може да се соблече, да изиграе некоја минута, да замени некој тешко среден бек. Се потешко. Се потешко. Зоки, поранешен ракометар. Да, макар што немав некој голем стаж во РК Тиквеш тогашен, одиграв една цела сезона за првиот тим како тинејџер, тогаш 17-18 години, меѓутоа по отслужувањето на војниот рок, студии во Скопје и тука заврши дружбата меѓу ракометот и мене на терен. Меѓутоа, лака ќе си одиме не полека, како го викате вие стручно јудицијален систем, значи сега во улога на правник, судија... Судија, да. Колку од таа гледна точка може да се помага во решувањето на оние правни работи во спортот? Мислам, ги знае законите, ако ништо друго. Во ред, да. Сепак е тоа една специфична проблематика, со која ние како судии колку се среќаваме во секојдневното работење е прашање. Има различни аспекти на тоа. Нормативното уредување на спортот е еден аспект. Односите помеѓу клубовите и федерацијата се сигурно друг аспект и понатамо обврските што произлегуваат од договорите помеѓу клубовите, ракометарите, стручниот тим, тренерите, тоа е пак еден трет аспект. Така да мислам дека у тој дел помошта можеби не е толку круцијална, бидејќи секогаш ќе најдете адвокат кој што ќе го застапува тоа. Побитно е да сте ангажирани во оној спортскиот дел, во организациониот дел и тука е главно мојот ангажман, не во правниот дел. Морам да кажам оние што не те знаат и што не дошле сезонова да го гледаат ГРК Тиквеш. Па и немаше многу можност поради пандемијата. Да, пандемијата, меѓутоа на секој надпред ти си присутен. Нема шанси. Јас главно... Ако не се спречен. Да, со оглед на пандемијата, еден период бев и во изолација, со болеста и така натаму, во сите други случаи главно јас сум на секој надпревар. И оние што ги играме дома и оние што ги играме во гости. Колку Зоран Јосифовски може да го изнервираат судиите по одозгора од трибините да чуеме и малце емоции? Па не е нешто со што можам да се пофалам, меѓутоа ми се случува да викам понекогаш. Не е за пофал. Да се откачиш на момент. Па еве и да го наречеме тоа така. Добро, 2020-2021 помина задна се веќе, останавме во Суперлигата, значи почнавме, јас ќе речем, солидно, направивме некој кикс, па моравме наместо плей-оф да играме плей-аут, меѓутоа во плей-аутот неприкосновени и останавме во Суперлигата. Колку ти, како прв човек на клубот, на некој начин си, да речем, задоволен на тоа што го направиме? Па мора да се биде задоволен. Заради тоа што имавме една ужасно тешка година, полна со многу предизвици.
Прво ние бевме прв пат во ситуација да играме Суперлига. Тоа е огромна разлика и во квалитет и во организациони предизвици. Значи ние требаше да се престроиме од еден прволигашки клуб кој претходно функционираше крајно аматерски 5 години, за да и полуаматерски дури, не само па аматерски. крајно аматерски да речем. Значи полуаматерски, полупрофесионално би било, ова не беше ни до аматерско ниво. За да во една полусезона ние требаше да се престроиме, па потоа да таа полусезона го потврдиме она што го направивме во есенскиот дел и дојде пандемијата и практично ние тука застанавме, па со декрет бевме префрлени во Суперлига и сега во таа една Суперлига која што броеше 16 клубови, а во првиот дел се надпреваруваат 14, поделени во две групи од по 7, ние требаше да обезбедиме опстанок. Значи, да се направи ростер, да се одберат играчи, да се доведе тренер, да направиме и чекор напред во организацијскиот дел. Значи, сите некои работи кои претходно не биле покриени, сега требаше да се покријат. До некаде успеавме, направивме и низа грешки, но тоа е составен дел на... Например, како грешка го сметате да речеме, ајде, изборот на тренер, со на фактот што го сменивме тренерот на полусезон. Или Па, може би одлучиме дека гледайте овој се, вториот ќе даде повеќе од првиот, за тоа. Обично кога се даваат одврзани раце на тренерот и во поглед на изборот на ростерот и во поглед на подготвувањето на тимот, каде што тој беше неприкосновен, а резултатите не се адекватни на тоа што ние го очекувавме и тој што го ветуваше, нормално беше да дојде до промена. И моравме да направиме таа промена, се покаже како добра, бидејќи се раздвижи играчкиот ростерот се раздвижи, играчите се размрдаа, некои нови идеи влегоа, свежина донесе Андоновски и тоа се одразуваше и на резултатите, макар што мора да се каже дека практично плей-аут групата е нешто помеѓу Суперлига и помеѓу Прва лига. Иако беше многу квалитетно. Голем дел од екипите кои што практично ние губевме над превари преминаа во плей-оф групата, од тука останаа оние кои што главно како нас беа со декрет несени во Суперлига и оние кои што не успеа да изборат плей-оф од постојните суперлигаши. Беше захтевна група, мислам плей-аут групата, меѓутоа не е тоа сепак плей-оф. Да, меѓутоа пак ќе речам некако бевме непрекосновени. Еден Радовиш стартуваше со 4 порази и после буквално нижеше само победи се до Сонос, надпреварот Сонос кога да игра нерешено. Значи, вие ме прашавте дали сме задоволни од сезоната. Да, задоволни сме пред се заради тоа што успеавме да останеме во Суперлига. Тоа беше примарната цел, која што ние се обидовме да ја направиме уште во есенскиот дел со пласман во плей-оф. Не успеавме, па алтернативната можност ја искористивме и останавме. Зошто за уште една друга работа сум задоволен, бидејќи ние сепак дефиниравме еден костур на тимот, еден добар дел од играчите ќе останат и за следната сезона, така што и во тој дел ние направивме некоја основа на која што ќе го надоградуваме квалитетот на екипата. Значи тоа се двете најголеми придобивки. Друга работа која што може да се смета како придобивка е тоа што треба да учиме од направените грешки, да го исправиме тоа што погрешно или полошо сме го направиле. Треба да овозможиме уште подобри услови за играчите, да имаат се што им е потребно за нормално играње и во делот на сместување, и во делот на обезбедување на други потреби, и во делот на физиотерапеут и лекарска помош и се што е потребно. Обично за ракомет вика дека страшно е потребно да се има, да речеме, психолог во тимот. Па некако да се врши таа психолошка подготовка пред надпреварите. Тоа веројатно е потребно и за секој спорт, па и за оние спортови кои индивидуални, кај што сигурно е уште позначајно, бидејќи тука сте колектив, а таму индивидуално настапувате, но сигурно дека еден сериозен тим би требало да има спортски психолог, но мислам дека се уште не сме до тоа ниво стигнати.
Имаме други по-приоритетни. Кажи ми, колку влијаеше на вас фактот што спортската сала Јасмин беше преуредена во центар за вакцинирање против ковидот, па едноставно вие немавте можност сезоната да ја завршите во салата Јасмин и моравте да играте во Неготин. Значи, ако почнеме кои се пречки ги имавме во формирањето на ростерот и кои се соочувавме во текот на сезоната, ова беше последниот удар што го добивме. И тоа баш буквално пред Да, почетокот. значи ние имавме уште 4 надпревари до крај на полусезоната или 5, од кои што требаше дома да одиграме 3. Да, 3. Од тие и сега вие практично доаѓате у една ситуација да ниеден надпревар повеќе не играте дома. Значи ние се соочивме со ковидот, комплицирано во секој поглед, и во поглед на играчите што доаѓаат, и во поглед на неизвестност на користење на спортска сала, ковид протоколи, не се знае кога ќе почне првенството, отсуство на публика, која што има двоен негативен ефект. Од една страна, поддршката е многу битна. Јас сум убеден дека ние некои од надпреварите и во сенскиот дел би ги добиле, особено од клучните ако имавме публика. Друга работа, финансискиот ефект не е занемарлив. Тука се губи и во тој дел. И кога сето тоа го надминавме, кога почнавме подобро да играме во пролетниот дел од сезоната, во плејаут групата, како гром од ведро небо ни беше тоа што бевме принудени да се иселиме од нашата матична куќа, да речем, салата Јасмин, и да одиме во Неготино да играме. Но не само да играте, него и да тренирате. И да тренираме, да, и да тренираме и да играме, но тоа беше нешто што моравме да го прифатиме, бидејќи здравјето на луѓето е пред се. И потребата од вакцинација имаше предност од тоа како ние натаму ќе ја довршиме сезоната. Не само играњето на туѓ терен, туку промената на подлогата имаше огромно влијание и мислам дека ќе имавме некој бод повеќе доколку останавме тука, заради тоа што при промената на подлогата, на таа подсврста подлога во таа сала, која што е школска сала, ние имавме низа играчи кои што се повредија практично. Медич не играше на 2-3 клучни утакмици и тоа и многу се почувствува. Верувам дека надпреварот со КЛ7 ќе го добиевме таму доколку Медич играше. Добро, подлога, па нон-стоп патувања, без разлика тренинг, и тоа, утакмица. иако е 10 километри, е сепак организацијски захтевно, значи вие морате да бидете организирани, се прават дополнителни трошоци, играњето. За трошоците не ни прашав, затоа бидејќи тоа се подразбира, нели? Да. Меѓутоа во секој случај ни ги усложни до крајна мера последните неколку недели од надпреварувањето. И сега вака, играчкиот кадар кога го спомнавте, имавме неколку ветерани во составот, па ќе речем кои што апсолутно солидно си ја завршија работата. Да, го носеа тимот во еден најдобар дел од сезоната, можеби на крајот се почувствува заморот. Има неколку послаби утакмици, зборувам за овие кои ги велите постари и домашни играчи. Повозрастни, тоа постари да не повозрастни, да, звучи грубо, имате право. Значи кои во најголем дел од сезоната го носеа тимот. На крајот се почувствува умор и треба да се има предвид не само возраста, туку и тоа дека тие се сите во работен однос и практично се настапуваат со еден тренинг. Тоа сакав да прашам. Имавме разбирање кон тие не само повозрастните, него имаш и помлади кои што одат на работа. Апсолутно. Така е договорот. Никој тренер не е пресреќен со таква една состојба. Секој сака да го има целиот тим на располагање на двата тренинга кои се организираат во текот на денот, но тоа е што е. Секој кој доаѓа знае во која ситуација доаѓа и на тој начин ќе се прилагодува. Тоа уште едно потешкотие плюс кон оние кои што ги набраја ти. Значи вие доколку имате можност да им понудите нешто повеќе кое ќе им обезбеди екзистенција, веројатно не би оделе на работа и би играле, меѓутоа какви се состојбите во вкупните во државата, па и во тие рамки, која е финансиската можност на клубот, за жал тоа останува како проблем. Да кажеме нешто за овие странските играчи кои што ни дојдоа во Кавадарци,
Значи, колку си задоволен од изборот, с оглед на фактот што мене ми чини белорусинот само го сменивме, односно му се заблагодаривме. гледате, ние се најдовме во една многу специфична ситуација, да прв пат носиме играчи од страна. И да си седнеме вака, да не стоиме. Да. Ова Тоа што ние немавме реална представа кои се вистинските играчки квалитети на тие играчи. Значи, прв пат се соочивме со една таква ситуација, тренерот ги избра. И кога ќе се подлече црта на крајот од сезоната, мислам дека ние сепак не погрешивме во изборот со нив. Дури ниво поглед на Андреј Хапал сметам дека не погрешивме. Но дојде повреден и дали да влезе дали дојде повреден, и тоа не можам до крај да го тврдам. Има информации дека бил повреден уште претходно, дека дури и тренерот го известил дека има повреда која бара одредено третирање. Но сето тоа е шпекулација и не би сакал сега јас да... Што значи да сте судија? Значи, исклучиво со аргументи и со факти? Пошто немавме таква состојба, и тоа се одредени слабости кај што ние лекарските прегледи ги направивме во одреден обем во спортска медицина. Сега дали таа повреда можела при тој рутински преглед да се констатира или не, тоа е веќе друга работа. Андреј Хапал е исклучително квалитетно десно крило, меѓутоа со оглед на повредите, болестите, он и корона прележа и сето тоа, а беше и четврти странец. Беше во првите тројца, меѓутоа кога дојде Страхиња Симич, практично ние имавме можно само тројца да имаме во ростер и се одлучивме спогодбено заедно да си подадеме рака и да ја прекинеме соработката. Беше и свесен тој и мислам дека тука лоши чувства немаше. Што се однесува до останатите тројца странци, она што мене ми прави задоволство во однос на нивниот избор е пред се дека беа извонредни луѓе кои што се бореа за клубот како да е нивен матичен и го оставија срцето на теренот. Тоа е најбитно и мислам дека во тој дел с продолжувањето на соработката со Страхиња зборува за тоа дека добар впечаток оставиле. Со Вања имавме намера да ја продолжиме, меѓутоа не најдовме заеднички јазик, тој оди во Словенија, иако беше наша желба да остане. А што се однесува до Душан, тој отиде и самиот рече дека оваа лига не е за него, бидејќи има проблеми со колената и така натаму, така да отиде да игра во некој понизок ранг на надпреварување. Ја од моја гледна точка, сега ти исправиме, значи од моја гледна точка како човек кој што го следи спортот и рекометот особено, на пример Душан Медиќ одигра феноменална сезона во одбраната, не зборувам за напад, бидејќи во нападот беше втора опција, значи оној што ги менува Симич и Јанчев. Страхиња Симич одигра исто така перфектна сезона на плеймејкерската позиција, плеймејкер како што секоја екипа суперлигашка може да бара. Вања Смилјанич некако лошо тргна, дали можеби немаше некоја соработка со тогашниот тренер, па после со Андоновски малце доби поголема слобода. Значи, исклучително силен удар, шут, без трав, легување и такви работи. Значи, тројцата беа стварно погодени. Значи, мислам дека на Вања му требаше еден период на прилагодување, бидејќи главно во дотогашниот дел од кариерата играл како десно крило, а беше доведен да игра на десна бековска позиција по наоѓање на тогашниот тренер Петрески. Му требаше изгледа да се пронајде и мислам дека првиот дел беше прилагодување и на играта на Страхиња, па кога таа врска почна да функционира, мислам дека и Вања успеа да се пронајде себе си на таа позиција, да даде еден голем придонес во играта, во низ за победи што ги остваривме и жал ми е што не ја продолживме соработката со него. Зоки, морам да те прашам што бидна во сезонава што помина со ние помладите категории наши кавадаречки дечи. Ова сезона на корона можеби најлошо влијание имаше врз работата со младинците категории. Вие знаете дека тие не се надпреваруваа во текот на сезоната,
се донесе одлука сега на крајот по завршувањето на сениорската сезона да тие одиграат регионални турнири и потоа Final Four во 3 возрастни групи. Ги даваат по години на раѓање, до кога можат да играат во Во стилот одредена... М16-18. Да, јас би рекол пионери, кадети и младинци, да ги крстиме. Така. Во младинската категорија одигра дел од играчите кои што како младинци припаѓаат таму и кои тренираат со првиот состав, дел од пионерите кои, бидејќи немаме комплетна младинска екипа, беа приклучени кон таа екипа и исто така дел од нив поталентираните играа, тренираа со првиот тим и беа во ростерот. Гледавте дека 1-2 зависно на кој надпревар влегуваа во ростерот. Таа така прикалемена екипа, да кажам, помина најлошо, изгуби од сите екипи со кои се надпреваруваше. Што се однесува до кадетите, тоа е до пионерите, уствари кадети, да, кадетите, тие имаат целосна екипа која што подолго време заедно тренира и мислам дека со малку среќа да не им беше Богданци баш во Богданци, можеби ќе отидеа на Final Four, само таа ја изгубија, а играа нерешено со Прилеп и беа втори во нивната група. Оние што се најмладите, 2006 година, мислам дека од 2006 до 2008 имаат право таму, тие најдобро се покажа, успеа да изборат пласман на Final Four во Струга. Таму, иако воделе, изгубиле од екипата на КЛ7, ми се чини, и не стигнаа до финалето, иако беа блиску, имаат исклучително талентирано момче на лева бековска позиција и кога сечи се собере, добро е што можеме во вакви едни услови тешки да пријавиме екипи во сите младински категории. Ова го праша, може би ме прочита ти со таа пред малку што ја кажа реченицата. Имаме ли талентирани деца? Знаеме дека ГРК Тиквеш од секогаш имал талентирани млади ракометари кои што сега без разлика на состојбите бегаат со тоа што ќе почне да студира во Скопје, да учи средно во Скопје, па таму ги врбуваат скопските екипи, па ги земаат под свое. Имаме ли сега во овие генерации квалитетни талентирани дечиња кои што да речеме за сезона 2 би можеле да скокнат во првиот тим? Еве спомна едно. Имаме и немаме. И сега ќе ви кажам зашто така ви одговарам. Претходната кадетска генерација, која беше многу талентирана и која и се даде шанса, се надпреваруваше за клубот во прва лига, ние ја загубивме. Еден од нив отиде во КЛ7, Мартин Димовски, и мене ми е многу жал што не ни е дел од ростерот до ден денес. Но тоа е негов избор, тој си ја види иднината таму и тука нема забелешки, бар успеа и се наметнува и еве го е кадетски репрезентативец, ми се чини, на Македонија, го земаат во сите овие собирања на тие младински репрезентации и барем тоа ни е една сатисфакција. Покрај него, ние во таа кадетска екипа имаме бар уште 3-4 играчи кои можеа да бидат играчи. Меѓутоа, нивната определба, нивната желба очигледно не беше ракометот. Нешто друго. Ние се обидовме неколку пати да ги вратиме, да на почеток на сезона пак ги вклучиме во тренажен процес и за тоа, но очигледно е дека не успеавме. Се плашам дека и овие сега, кои што се талентирани мошне, и кои се на радарот на овие кои што се задолжени за скаутинг за младинските репрезентации, дали ќе имаат волја да бидат ракометари, дали ќе сакаат да бидат ракометари. Бидејќи сега го имаме и тој реален проблем. Имаме 2-3 кои што сметам дека се многу солидни и кои може многу да напредуваат. Тука пред себе би го посочил Блаже, голманот кој што и овие собирања на кадетите беше повикан, Давид Ивановски, Стефан Милков. Мислам дека
се талентирани и од тие причини беа приклучени кон работата со првиот тим. И добива минутка, Да, 2, 3, 5. например Стефан Милков доби шанса да влезе против европскиот првак Вардар за куп над превара. И тоа треба да биде поттик за нив. Меѓутоа зависи сепак од нивната животна определба. Дали ќе се определат за ракометот или можеби за студиите, за тешко оди тоа рака по рака. Да, многу треба, многу, да, професионалното бавење со спорт веројатно бара да му се посветите целосно. Она што во наредниот период, знам дека ќе ме прашате после што за наредната сезона што ни предстои. Не, чекај. Меѓутоа, она што треба да биде ставен акцентот во наредниот период е токму работата со младинските категории. Тука имаме одредени идеи што треба да правиме и како треба да правиме. И се надевам дека ќе направиме исчекор и во поглед на селекцијата на младите деца кои што треба да бидат вклучени сериозно во работа во тие младински погони и во поглед на подигнувањето на нивото на работата со нив. Разговараме со Зоран Јосифовски, првиот човек на ГРК Тиквеш. Збориме за младите категории, а јас цело време ме копка, сакам да прашам едно прашање. Има ли некоја идеја кај тебе и во клубот, па да речеме за реактивирање на женскиот ракомет во Карадевци? Тоа е интересно прашање. Таа идеја ја наметнува многу често Радко Мицев. И да ви кажам, не е лоша идејата. Да го поздравиме Мицев прво, да не се Да, налудите. да. Поздрав голем. Лутко е. Не. Се шалам. Негова идеја е и веројатно се има и некоја замисла околу тоа, но јас овака од мој аспект некако ја одбегнувам таа тема бидејќи би значило уште поголеми обврски. Во ситуација машките ни се преку во ситуација кога не ни се досредени овде работите. И пред извесен период Борче Ѓорѓиев имаше неколку доста талентирани девојчиња кои беа во тренажен процес. Не знам да ви кажам на која возраст, некаде помеѓу 12 и 15 години веројатно, можеби нешто Да, јас повозрастни. ќе ти кажам, ќе ти открием. Бидејќи разговарав и со тренерите кои што работеа по околните места, мене ми се чини дека имаше доста квалитетни, талентирани девојчиња од Росома, од Градско. Особено од Росома. И од Градско. Ама јас од Градско не ги знам, од Росоман беа доста талентирани, меѓутоа ете се уште не сме успеале да тој женски дел го да кажам организираме и да тука имаме исто така тим. Знаеш ли зошто прашав? Еве по распаѓањето, ако така можам да кажам на Кометал, се почесто се јавуваат клубови од провинцијата, по малите места кои што му го земаат приматот на скопските клубови во женскиот ракомет. Можеби тоа може да биде сега една иницијална каписла за, па да речеме, ваквите. Се согласувам дека треба да постои женски спорт во градот, па во тие рамки и женски ракомет, но сметам дека сепак треба тоа да се најде група на луѓе, може тоа да биде под капата на клубот, иако тоа веројатно би биле два посебни субјекта кои посебно би се бидејќи и посебно ќе се надпреваруваат во различни надпреварувања. Сепак мора да се најде група на луѓе кои тоа би го воделе надвор од нас, кои сериозно. Инаку на овој обем на обврски што ги имаме, да сега дополнителни обврски преземаме, сметам дека сепак е нешто што не е реално во овој момент, од моја гледна точка. Сега она зашто ти пред малку рече дека очекуваш да те прашам, ева ќе те прашам. 2021-2022 останавме Суперлига, сега ќе тераме пак Суперлига.
ќе се бориме пак да го избегнеме оној плей-аут систем или вака сега. Одма да ти кажам, бидејќи ги знам работите на управите на клубовите, ако нешто не можеме да кажеме, не мора да го кажеме. Тоа е Не, јас нема да шпекулирам со работи кои што не се до крај договорени. Тоа во секој случај нема да го правам. Би било несериозно и за нас како клуб и за оние со кои се договарам. Она што е известно дека еден дел од играчите остануваат. Че имаме преку овие специализирани портали ракометни, че најавуваме засилување и така натаму. Сите тие работи интензивно се тераат, меѓутоа рано е уште да се каже како до крај ќе изгледа ростерот во овој момент. Кога ќе биде се завршено, тогаш ќе го представиме и точно ќе се знае и кој ќе биде на тренерската позиција и кој ќе го сочинува првиот тим за следната сезона. Добро, ти пред малку ги спомна, нели, Вања Смилјанич си замина, Да, Вања си замина, Душан замина, замина Стефан Коловски, замина. А за другите се уште не би можел да кажам, бидејќи се уште не ни се завршени разговорите. Значи тие сигурно ако дојде, карикирам, ако дојде до промена на тренерите, можеби новиот тренер, тој играч нема да му се свиди, ќе бара да биде заменен. Во секој случај првично треба да се реши тренерската позиција. Она што ни е договорено, тој костур на тимот останува. Секако дека тој тренер ќе има своји видувања, доаѓа на почеток на сезона, кога преодниот рок е уште пред нас, иако морам да кажам дека нема голем избор на играчи на ракометниот пазар. Така да треба да се остави на тренерот кој што ќе ја води екипата во наредниот период, да и он си даде свое мислење и да доведе играчи доколку е тоа можно, доколку имаме финансиски можности за тоа да по негова желба бидат донесени одредени играчи. Кога почна припремниот период? Подготвително, да. Па ја мислам дека некаде околу 1 август, значи веројатно веднаш по празникот. Сепак тоа ќе биде оставено да тренерот си го... Според клубското суеверие обично е среда, нели, среќен ден, викаме. Па најверојатно 3 август. Не се сеќавам како сме почнувале во изминатиот период, но во секој случај би било веднаш по Илинден, со тоа што планот на подготовките треба да го изготви тренерот кој ќе ја води екипата. Ќе биде, не знам колку знаеш, пак морам да прашам. Подготовките ќе бидат во Кавадарци или можеби ќе се оди на страна, с оглед на фактот што пак ќе речам, се уште спортската сала Јасмин е центар за вакцинација. По секој случај ќе се обидеме да бар на неколку дена се отиде некаде. Состојбата со спортската сала не знам до кога ќе биде вака. Мој апел е да се размисли дали уште треба да биде пункт за вакцинирање и да бидејќи не само ние, туку и кошаркарите беа во иста ситуација, во ситуација кога играа финале на плей-оф. Нормално дека приоритет има, како што реков и претходно, здравието и заштитата. Да се изврши замена со спортските објекти. Ја можам само да апелирам до надлежните да го разгледаат тоа прашање, а нивно е да оценат дали се уште има потреба од користењето на салата за други цели, а не за тоа што е наменета. И ние ќе мораме да ја почитуваме секоја одлука, а тоа ќе ни создаде, доколку салата не ни биде ослободена, значи ќе ни создаде дополнителни проблеми. Што правиме, што вика Федерацијата, ако стартува новата сезона онака како што треба и ако состојбата со ковидот остане ваква, ќе има ли барем 30-50% публика во салите? Уште не знаеме, на таа тема се уште немаме добиено никакви информации. Веројатно, бар се надеваме, ако вака биде мирна ситуацијата со пандемијата, дека од есен веројатно ќе има одреден процент на дозволен ќе биде пополнување на одреден процент од капацитетот на салите, бидејќи спорт без публика е... Па тоа е она сега предмалку кога говориме за младите, друго е кога тој млад седи на клупата или седи во публика и ја гледа атмосферата во салата,
Во секој случај, но тоа не зависи од нас, ние се надеваме, ние ќе се припремаме како да ќе има публика. Веројатно ќе понудиме и блок карти со одредени содржини, се спрема и се подготвува и маркетинг план, така да се надеваме дека ќе имаме бар во тој дел олеснување да можеме да ги играме мечевите пред публика. Оваа година веќе во првиот дел од првенството се вклучуваат во надпреварувањето, значи и Вардар и Еврофарм, така да штета е да кадаречката публика не ужива во тие надпревари, без оглед на тоа која е разликата во квалитет. Сметам дека е привилегија да се надпреварувате во иста лига и да бидете домаќини било на Вардар како поранешен европски prvак, било на Еврофарм Пелистер кој сега е клуб во Подем. Имам едно интересно прашање, знам дека сигурно ќе се сложиш со мене. Што мислиш за идејата по големите спортски колективи? Значи, тука не ги исфалам овие помаливе и оние во поединечните спортови. Значи, ракомет, кошарка, фудбал, ракомет жени, кошарка жени, такви работи. Да формираат еден заеднички фан-шоп, па сега да не бараат сите вработени во тој фан-шоп, ќе најдете еден што ќе работи и токму оние навивачки реквизити, почувајќи од дресови, шалови, капи, што знам, знаменца, приврзоци, да имат луѓето кавадарчани и не само кавадарчани, оние што ќе дојдат на утакмица, можност да купат некој реквизит. Зошто да не? Па после ќе говориме и за оној економскиот дел од тој. Во секој случај тоа е една одлична идеја. Морам да кажам дека ние сите постојано викаат, знаеш, спремаме фаншоп. Овие направиле 100 мајци, оние направиле 200. Тешко е да спремиш фаншоп во вакви услови, особено какви што екзистираме овие последни 2 години. Но и би било и во некоја нормална ситуација потешко за еден клуб да прави таков фаншоп. Меѓу сите заедно. Идејата е добра. Морам да кажам дека ние со овие големите клубови, како што е Евроникел и фудбалскиот клуб, имаме одлична соработка. Верувам дека не би било проблем да се договориме за такво нешто. Логистиката останува прашање, но доколку постои добра волја и ако се види интерес, зошто да не се реализира таква идеја? Лозари на трибина? Па ние како навивачка група, нормално. До сега, а и практично гледате дека сме без публика, со навивачка група Лозари не сме имале соработка. И ако биле присутни на некои од надпреварите, особено со КЛ7 и со Вардар од Неготино, тие поголемо внимание привлекува додека имаше уште публика. Заборавивме веќе кога последен пат имаше. Биле меѓутоа некако навивачка група. Бидејќи се блиски врски. Значи не сме имале доаѓале велам на надпревари, меѓутоа не е организирано, туку секој индивидуално. Не исклучуваме соработката со никој, па и со навивачката група. Сега, за крај дефинитивно последно прашање, обично клубовите, па зборам за ракометот, знаат често пати да исвалат од поранешните ракометари, па и идни ракометни суди. Кавадарци одамна немало ракометни суди. Што е финтава тука? Па веројатно нема заинтересирани. Последни суди сме имале веројатно пред 10 на 15 години, можеби и повеќе. Не сум сигурен, не ме држате за збор. Од федерација постојано сме поттикнувани да најдеме некои кои ќе бидат заинтересирани да бидат судии, но до сега не сме пронашле такви заинтересирани лица. Веројатно тоа би требало да бидат или заљубеници во ракометот или поранешни ракометари. Најчесто тоа е. Поготово тие помладите категории кои што ми викат, абе не играам ја поаноќе судом отколку да играам. Па не се нашол некој до сега да каже такво нешто. А инаку ако е некој заинтересиран, еве јавно би повикал да се пријави и ќе го вклучиме во системот на едукација кој РФМ го прави за да почне па да напредува во таа судиска организација. Обично двајца во пар, во тоа да не биде. Мора да биде пар, инаку би било потешко околу. Да не бараме после од прилеп или од велес да ни пуштат. Да, во секој случај тоа стои како проблем и тоа е многу посериозен проблем од колку што ни се чини. Меѓутоа еве до сега не сме имале заинтересирани. Еве јавно упатувам повик до секој оној што е заинтересиран да не контактира и да
му овозможиме да преку системот на едукација на РФМ, што ги има за судиите преку неговата судијска организација да се вклучи во таа работа. Зоки, јас ти благодарам, се надам. Мислам дека не одговоривме некои прашања. А тоа мислам дека се пред се околу очекувањата за новата сезона. Јас те прашав нешто, че прашав, ќе го избегнеме ли тоа место од плей-аутот? Не реков, че беше птен оптимистички да речев, ќе се бориме ли за место во ракометна Европа, ама... Не, мислам дека треба да бидеме реални во очекувањата. Многу ќе зависи и од тоа како ќе го доградиме ростерот за следната сезона, како ќе бидеме пополнети. Некоја притаена желба ние, не би рекол цел, да успееме да бидеме меѓу првите 6 екипи и да играме плей-оф. Значи тоа не е некоја притаена желба, но оставам резерва за тоа, да видиме до крај како ќе го довршиме формирањето на тимот, тренерот и така натаму. После ќе можеме малку и попрецизни да бидеме. Но она што е цел и која што можам да ја кажам, а тоа е да ние обезбедиме еден сигурен опстанок во Суперлига, значи да не бидеме на опашката, него да бидеме некаде поблизу до средината и да сме во плей-аут група, да бидеме поблизу до средината, отколку да бидеме до последно коло да стрепиме за опстанок. И на крај само пак обично завршувам во овие наши разговори со оваа констатација. Сето ова е многу добро што го зборуваме. Спортот мора да го има. Од повеќе причини. Сепак спортот и масовниот спорт, но и овој организиран, да речем, професионален спорт дава гаранции дека младите наши поколенија ќе се занимаваат со нешто што ги оттргнува од пороците на особено во ова современо време. Да, точно. Спортистите луѓе се секогаш ведри, дружелюбиви, спремни физички, подготвени да работат после. Слушат музика во собликувани. Да, и така. Значи, за да има спорт, конечен заклучок мора да има и финансии. И како да речкат бизнес сектор спие. Па гледај, не би го нарекол тоа така дека спие, меѓутоа можеби треба малку повеќе да ја препознава улогата на спортот во општеството и да на еден позначаен начин го помогне спортот. Се обидуваме сите напори сега за креирањето на буџетите за овие два клуба големи кои што се, да биде централизирано, да бидејќи се и на некој начин и двата општински. Двата имаат Г напред. Да, имаат Г напред. И се надевам дека оној буџет што го сметаме ние како потребен за успешно надпреварување и на фудбалот и на ракометот, ќе биде обезбеден и ставен на располагање на клубовите за да можат успешно да си ги сервисираат обврските по сите основи и да имаат една мирна надпреварувачка атмосфера во текот на целата сезона. И тука апел упатувам до целиот бизнес сектор, поддржите го спортот, а пред се ракометот, бидејќи јас се истапувам пред ракометниот клуб Тиквеш. Јас ќе се надоврзам и на сето тоа, ако не ти веруваат на зборовите, доволно е да се вратат некој месец и пол наназад и да се присетат. Тиквеш се врати во прва лига, прослава на площадот како што немаше до сега. Локомотива Градско влезе во втора лига, прослава како што немаше до сега и таму имаме бизнес сектор нели вклучен. Значи Тиквеш прва лига, ракометот Суперлига, кошарката вице шампиони на Македонија прва лига. За останокот у Суперлига немаше прослава. Ама изгледа тоа е судбина на помалите спортови. Имаме женска кошарка во елитата, два клуба ми се чини, сега нека не ме држа за збора кој сгрешам. Значи, благодарение на оваа година на корона, некако добивме еден спортски бум во градот. Сега треба и бизнес сектор да го препознае тоа, да го искористи. Затоа и апелирам. Се надевам дека ќе се најде заеднички јазик, дека секој ќе препознае свој интерес маркетиншки, ова што го зборува за потребата од млади, здрави генерации кои што работно ќе бидат способни, а не ќе бидат со пороци, со алкохол и дрога.
Значи се до тоа да се препознае и да се инвестира во спортот, бидејќи спортот ќе го врати тоа. На еден или на друг начин ќе го врати. И сега уште еднаш ќе ти кажам благодарам. Се надевам дека сите информации околу тоа промени во играчки кадар, ростер, тренери, ќе ги добиваме и ние како спортска редакција, не само овие порталите специализирани. Морам да ја потенцирам Добро, они се обршка со федерацијата, па така извонредната соработка со вашата медиумска куќа. Таа не следи во текот на целата сезона, преку вас ги правиме и лайв стрим преносите од надпреварите и само можам да ви искажам благодарност и очекување дека таквата соработка ќе продолжи и во наредниот период. Со Зоран Јосифов одигравме цел надпревар, па дури и продолжение. Ако малце ви одземавме повеќе од вашето слободно време, ќе ни простите. Не е прочка, ама проштевајте. Луѓе сме, грешиме. Да сте ми здрави и живи и се гледаме на некој ракометен надпревар. Па се надам. Thank you.